Добро вечер. Оваа топла јунска вечер ви предлагам останете со нас. Имаме навистина интересна приказна, меѓутоа за жал која трагично завршува. Ке зборуваме за булингот, за последиците од истиот и за тоа колку често не го сваќаме сериозно. Откако ќе изгледате оваа емисија до крај, ќе се запрашате дали сте добри родители, дали сте добри професори, дали сте добри наставници, дали ги гледате симптомите кај вашето дете, дали ги воочувате и дали ги сваќате сериозно. Јас сум сигурна дека оваа емисија нема никого да остави рамнодушен. Ви ја представувам мојата вечерашна гостинка Александра Карамфиловска. Добро вечер и добро ни дојде. Добро вечер. Чест ми е што сум во твојот подкаст и поздрав до сите гледачи. Александра, како што кажав и на почетокот, ке зборуваме за булингот. Булингот како тема е застапен и кај нас во медиумите, се зборува и невладени организации, меѓутоа никако површно. Никој не навлегува во суштината, бар јас така мислам. Ке ни кажете дали се согласувате со оваа моја констатација, затоа што токму поради булинг вашето чедо заврши трагично. Денеска оваа емисија ја посветуваме на Стефани Берзанова, која што да беше жива, можеби ќе зборувавме за незините успеси, затоа што беше пејачка. Меѓутоа денеска во незино име ќе ни раскажеш ти што се случуваше и зошто се случи овој трагичен крај. Така е. Вака, си симнам поради солзите. Булингот е многу голем во Македонија кај нас. Не во сите школи, али во повеќето училишта е многу голем булингот. Родителите се плашат од сето тоа, да го кажат јавно. Јас сум човек од ништо што не се плаши. Никад не сум се ни плашала. Секогаш јавно говорев. И затоа и ги напишав книгите ми влегоа и во историјата. Булингот го има секаде. Стефи, ке почнам. Стефи беше дете повлечено, кој свиреше клавир и гитара по слух. Стефи немаше нижна музичка. Свиреше гитара од своите 6 години. Като што јас, кога Стефи тргна првода линија, ја имав 24 години. Како еден родител на 24 години, со тие ажда и по 50 години наставнички не можеш да се избориш. Моето дете трга првода линија и учителките од Пулевски ми велат дека моето дете не е доволно интелигентно за да тргне во училиште. Тука првен почнува приказната. Јас и мојот сопруг отиде, рече, кои не сте вие компетентни да кажете дали нашето дете е спремно или неспремно за во школа. Стефи сликаше и црташе во тоа време и од нив 4 и од психологот во тоа време имаше 3 музичко и 3 имаше ликовно. Тука све почнува. Како те гледа? Значи булингот започнал уште во најраното од првото до 4-та линија. Да. Како те гледаат наставничките, така те гледаат и децата. Јас секој ден одев во училиште. Стефи сидеше во последна клупа. Со Стефи никој не јадеше. Јас одев секој ден во училиште. Имав 24 години. Ние нонстоп одевме во училиште. Се додека и на крајот училишната година тогаш имаше оцени, сега нема оцени, во тој период имаше оцени, Стефи имаше 3 музичко и ликовно. Ајде за математика, ќе кажеме математика. Ајде не знаела доволно. Ликовно и музичко, хорор. Во ред. Го бараа проблемот, пошто јас бев млад родител, родителите другите беа сите по 50 години, по 40, така. Постари, на постари години децата им беа родени. И они беа појаки, помокни, за разлика јас кога бев 24 години. Сега да сум, тоа све ке гори. Зашто сега сум ја јака? Тоаш ми 24 години јас. Јас секој ден одев во училиште и ја наоѓаа кривицата во Стефи. Дека Стефи е повлечена. Дека во мене е проблемот. Дека Стефи е Јас бев топла особа, немаше Фејсбук, им цртав, им ја кричав собата, им сликав, јас сликам исто. Значи, све прави за своите деца едноставно. Се променили оваа ситуација? Како секој родител. Или ја водеше истата оваа енергија до крајот на основното училиште? Не. Пича с деца имаше кои крвнички малтретираа.
и ги кинаа книгите, и ги сеча, доаѓаше боса. И јас реков, имаше девојчиња и што се дружеше. Реков, мајка, не е решение во истото училиште во друг клас. И на сите мајки ќе им кажам, кога имаат таков проблем, никогаш не имате во истото училиште во друг клас. Голема грешка. Булингот проднаставува уште повеќе. Како што одев јас, се зголемуваше булингот. Веќе Стефи доаѓа 5 оделение, кај што има прекрасни професори во истото училиште, прекрасен класен. Меѓутоа булингот продолжуваше со децата. И јас одлучувам да ја префрлам во Љубен Лап. Таму беше прекрасно. Значи, почнува Стефи 6 оделение, прекрасни професори, прекрасни деца. Меѓутоа, истите деца, пишки на кај дома, не ја оставаа раат. Като што ја скршија раката, човекот од седињата пред Бисер ми рече, удвај ја спасив. Без никаква причина. Истите тие деца. После тоа викнавме, татко ми викна полиција во школото, цело школо го тресавме. И престана булингот. И сега во ова училиште, тоа беше најубавите, и предаваше музичко Ѓоре. Тој свиреше клавир, Стефи пееше. И викаше, како може Стефи да имаш тројка музичко со ваков вокал? Значи, така траеше часот. Професорот, наставникот свиреше, се природи детето. Значи, може би и се заличиле раните од првите оделенија. Дали траумата остана, психијатрот така кажа. Најголем, са што се случува? Девојката, што ја викат Комарец, по надимак ја кажам, не ја кажувам по име. После долги години, пред да почина, кричаме од 1 до 4 и вршала булинг на Стефи. Меѓутоа таа порасна девојка од 20 години. Седеше на клупа пред да почина Стефани, и јас и Стефани поменуваме со погрдни, пушеше трева и со погрдни зборови мене и Стефи да навредуваше. Јас си дојдов, реков, како не ти е срам. После 2 години, значи, беше запуслена сега моментално психолог во Љубен Лап. Дали има правда? Па ја ставив и неиза во книгата. И на директорката реков, како, пошто добро стојам со директорката, како можевте тоа да го направите? Вика, одгоре ја донесоа од министерство. Али, ја што направив? Кога требаше да има собир, као наводно психологот е она, да ги викна сите мајки на некој разговор, никој не и дојде. И дојде една женичка од Струмица која не знае за случајот. Јас не и за сега и правам булинг, додека сум жива да види како што и правеше на моето дете. Ајде ќе речеме деца биле од 1 до 4. Али тоа се случуваше и кога Стефи имаше 19 и 20 години. Таа беше голема, а веќе на 20 години беше запуслена во училиштето. Не од директорката, од горе. Што се случува понатаму? Стефи се запишува во средното музичко училиште? Да, Стефи сакам да ја запишам во Јосип Брос и во Борис. Значи, вака, јас сум искрена. Имам 2 деца. Различни. Никол ми е темпераментна и не учеше. И си поменуваше. А Стефи све учеше. Зборуваше 2 јазика, англиски, шпански, гитара, свиреше клавир, без ништо музичко. По слух. Одеше на такмичења, влезе во М2. Сегда беше во финале, во Идол, секаде со позитивни, во X-Factor беше. Значи, сегда влезе до финале. Последниот пат излезе затоа што више ситуацијата кај Жејко Оксимович во X-Factor даде сама си ја замина. Не го продолжи такмичењето затоа што ќе се надополнам после. Што се случува? Јас сакав во Борис да учи. Зашто? Во Борис Кидрич директорот е прекрасен. Прекрасен. Значи, се бори за децата. Видете, таму и тој професор што бара знаење не е лош. Тој само бара знаење. Никој му ништо не учеше. И не може, викам, синка, мораш ништо пре мајка да научиш. Ја таму нон-стоп ќе одев. И викам, научи 2-3 лекции. И така сакам да ти кажам, сите деца беа срикни. И тој што е строг професор си бараше едноставно... Не ги малтретираше децата, не, бараше па да знаење, научат. бара тоа е друго, да не малтретираш. Стефи сакаше во музичко.
Стефи сакаше во музичко. Јас таму никој не познавам. Таму во музичко ретко да учи некоја позната звезда или некој познат музичар. Тоа се след деца на вработените. Јас тоа не го знаев. Во тој период беше директор Покајан Џорлев. Прекрасна особа. Прекрасна особа. Реков, Стефи нема да ја примат. Јас исто бев 32 години, 31. Викам, дека ги даде документите, сама си отиде. Јас музичко ќе учам. Бре, сине, викам. Јоси Броз ти одат јазици, викам. Што ќе правиш? И така правиш свирки, викам. Не ти треба. Не, ќе одам јас таму. И маестро Покајан Џорлев ја става, значи, без никакви врски, вика, ова дете ќе оди специјал А класа. Тоа е само една во генерација. Ние одиме да видиме, мислиме дека не е примена. Дека читам јас А класа специјал. Викам, што е ова? Имав пријателка, оперска пејачка. Сандрич. Знаеш ли што е ова? Вика. Врвот, вика. Не може овде секој. Леле, викам, па јас немав врски. Сандрич, вика, ова е дете квалитет. Ја после меѓу редови слушнав дека Џорлев рекол, ова дете ќе оди специјал класа. Што се случи понатак? На почетокот изгледаше се убаво. Бајковито, да. Меѓутоа, не знам, Џорлев замина од прва година Стефи почнува, некако теравме и беше професорка. Таму се сите поврзани, значи. Џорлев не беше у мафијата, беше топла особа. После дојде исто си замина Џорлев, исто му направија некоја сопка, си замина од таму, не знам што се деси, не сакам сега да тоа да коментирам. Дојде исто Бицевски, прекрасна исто особа. Јас ова сум реална. Доаѓа човек, виолинист, значи топла особа. Со него немав никакви проблеми. Меѓутоа, Стефи имаше соло пеење единица. Професорката оди на породилна, доаѓа Сандра. Прекрасна особа. Петка и става. И така никако ние гуравме. Другите предмети, значи, у тоа училиште музичко мора све да плаќате. Овој час толку пари, овој час толку пари, така, значи таму не можеш поголема оценка Како толика. зацкриена корупција на некој начин. Тоа е Како подмитување на професорите. подмитување, јас тоа јавно го кажувам, тоа во книгите го има. Да, меѓутоа го решавав тоа. Немав проблеми. Си поотплаќав, си одадев. Ке професорката на Стефи, госпожата пејачка, под наводници, немаше, она не зимаше пари затоа што немаше нерви да држи часови. Таа никогаш не беше на работа. И кога ќе дојдеше единица. Зашто? Затоа што Стефи во М2 доби коментари, Стефани со овој вокал можеш часови да им држиш на пола македонска естрада. Најдол доби коментари, ова е, вика, маестрален вокал. Кога и да отиде, она единица имаше соло пеење. И тоа така тераше, али кога ќе одеше, нема, еднаш беше, не знам, на породилно, па уште еднашка, и се менуваа професорите. И дојде Тамара Тодевска, беше она месец-два. Тамара не можеше таму со сите нив. Стеф имаше петка од Тамара. Па пак се врати кај друга професорка, па кај професор. Они се сите поврзани. И после пак е оваа истата. Јас дојдов кај директорот ми рече, јас, Александра, не можам ништо да помогнам, они се врзани одгоре. Што сака, што им беше целта? Сака да ја исфрлат од училиштето. Нивно дете да стават. Стефи, што се случува? Значи, гуравме така до трета година, мај месец. Татко ми се разболува од карцином, веќе не можевме да ургираме. Боис Карамфиловски на татко ми брат, и он не можеше да ми помогне, и он беше болен од леукемија. Каде што тогаш и се разведував. Знаете како, кога со детето имате проблеми, дома се е хаос. Не можев никако да направам Стефи, барем трета година да ја земе, и јас да ја префрлам во Битола. Јас не барав петка. Двојка. Не сакаше, ми викаше, треба да го оперира гласот, Стефи. Ја носам документ дека детево ми е здраво. Не кеше.
дури се обратив на незиниот сопруг кој е прекрасен по физичко. Она не држеше приватни часови, не можеше да ја подметиш. Јас сум искрена. Јас не го лажам тоа. Значи, кога е нешто вистина, така е. Она не зимаше мито. Меѓутоа, толку злобен човек, толку нестрекна особа, само нестрекните луѓе тоа го прават. И 3-та година, мај месец, каде што немаш кај ти, Стефи ми беше избркан од училиштето, појдов кај директорот, он се успеа да направи, не успеа да спаси Стефи. Значи, он не беше крив. Ја изгуби годината? Не ја изгуби. Ја префрлам ја во Михајло Пупин за да не ја изгуби годината, да не се усеќа она како падната. Мораше сите испити да ги преполага, пошто овде беа стручни предмети. Со единица соло пеење, фактички тоа е како еден вид приватно училиште. И фактички ти ја паѓаш цела година. Не може единица да имаш стручен предмет. Многу професорки вика како примено е детето соло пеење, заслужува за двојка, само што ги поседува часовите. Она никогаш повеќе не се појави на телевизија. Го намалив булингот во училиштето, успеа во тоа. После што се случува? Мислите ли дека токму таа единица беше најголемиот тригер? Па не можеше да поминаш, да. Не туку и за да се случи она што се случува подоцна, кое што ќе го повеќето работи, ќе ги кажам, повеќето работи, значи тоа се собраа работите веќе. Тоа беше више ноќта и беше и како чашата кога ќе се прелија. После тоа требаше ги преполага прва и втора година и трета цела, за да може четврта да се запише. Значи све од почеток фактички. И почнавме ние до некаде, прекрасни професори, прекрасни деца, и во музичко се прекрасни децата. Тоше Проевски зашто не го заврши факултетот? Зашто ностоп го бутка? Не е доволно. Никогаш не го изјави тоа Тоша, али мене ми го кажа Тоша. Така да... Стефани си почна да седи на скали. Децата ги виде како одат за Италија. Се дружеше со Деа, на Силви Бенкирката, најдобра другарка и беше, патуваа, свирки правеа. Сакаше да учи у школото. Вика, двојка нека ми стави, не ми е битно тоа, јас знам колку вреда. Како бре синко, викам, не можам, нели, викам, не сакаше да ти стави двојка. И јас не се скарав со професорката. Јас само ја молев двојка да стави, не барав петка, двојче. Не икеше. После тоа, Стефи почна да седи значи да биде анксиозна, панични напади, депресивна. Во X-фактор баш во тој период влезе, меѓутоа не го проложи такмичењето. Предпоставам поради нарушената психолошка состојба. Да, почна више со телекови, да. И не ме тужат, они ме назнатили зашто. Зашто кај психијатарот сви стои документација. Кога и дадоа на Стефи да црта, видоа дека од прво до четврта со проблемите и тоа што ја бркаат низ од училиштето, она останува без средно училиште. Детето ми остана без средно. Ностоп тоа го зборуваше. Дете капацитет, што учи, што нема ни еден неоправдан. Моето дете не го заслужи тоа. Значи, и се поради една професорка. Па не и тоа све и од прво до четврто, тоа све се собра. Булинг, целиот комплетен булинг, тоа се собираше како Да, сакам да кажам се поради една единица. На крајот не успела да заврши ниту средно училиште. Не, ова од прво до четврто, ама пак кога ќе ја прашав што највише од животот, што бевме страшно блиски, па мама највише ме малтретираа, вика, од прво до четврто. Неа во музичкото училиште немаше булинг од професорите. Ја сакаа професорите. Збориме само, не ја сакаа соло пеачите. Кај што гледаа конкуренција во Стефи. Не гледаа како професор ученик. Мисливте ли дека, еве, кажувате дека станала анксиозна, панични напади, ги сваќавте ли сериозно или во тоа време и самата кажувавте млада дека сте биле? Не, ностоп одевме, не сваќав, ја читав многу, ја почнав. Стефи ја читаше Пета димензија бре во тој период. Стефи читаше книги, после низе ја читав книги. Ја немам книга што ја немам прочитана.
Јас сум, значи Помислувавте ли дека некогаш може да се посегне по сопствениот живот? Не, никогаш. Никогаш. И се боревме негде 3 години со сето тоа. Тоа беше на крвава борба. Татко ми почина. Се разведов од сопругот што многу го сакав. 24 години поминав со него. Стварно го сакав многу. Па он не ги малтретираше никогаш децата. Никад не ги удривме децата. Се им купуваше. Децата мои све имаат. Ние имаме заедничка винарска визба. Каде што све правевме за тие деца. Тоа све ќе остана на Никол. Ја имам и салон за убавина, и спа центар, и на букинг издавам стан. Значи, тоа е све за нашите деца. Ние се боревме за деца. Поготово јас ги пораснав децата. Јас не седав на мобилна, немаше тогаш Фејсбук. Значи, ви кажувам, сликавме, шетавме. И крвнички ја сакав Стефи. И крвнички си ги сакам децата и се борев крвава битка водев за Стефи. Така, дали може би мислите дека и разводот имаше никаква влијание? Не, разводот не, зашто веќе децата ми беа големи. Јас кога се разведов, значи Стефи имаше 19 години, децата ми беа големи и сака едноставно да си имаат свој. Аз иселив во станот на татко ми, каде што живеев со свекрва јас цел живот, каде што нив им улесно целата приказна. Така. Може ли да позборуваме малку за кобната вечер? Може. Ви кажавме сите овие причинители, Предходно, што се случуваше и како се случуваше. Велите дека сте ги сваќале сериозно незините и анксиозност и Но подевме на психијатар. Ние, значи, нон-стоп, 3 пати неделно, 3 психијатрија водеа Стефан. И ја више не знаев кај поправо пари да дадам. Искрено ви кажувам. Последниот пат кога ја видовте Стефани пред да се случи тоа што се случи, Стефи почна да никаква Стефи почна да тајна? пие. Стефи почна да пие алкохол. Значи не одеше нагоре, одеше надоле. Меѓутоа што се случи? Последните 6 месеци конкурираше за многу убава работно место на брод и влиза во бродот Екзит кај богаташите. Значи во тие мали бродови кај што можат звездите. Многу јако интервју имаше, дека пее и свири и слика и доби многу добра позиција за многу големи пари. И тука се подигна. И додека сето тоа се дојде до моментот да она тргне за Америка, она се управи тие 6 месеци. Прекина со лековите, прекина алкохол. Ја реков, детево, човече, се врати назад. Али на сите ќе кажам, депресијата е еден лавиринт, анксиозноста е еден лавиринт. Јас не бев во депресија, ја бев во тага, различна е. Тешко кој излегол во депресија, има 45 врсти на депресии. Кој влегол, никој не излегол. Се познаваше ли по нешто дека е во депресија или пред другите изгледаше стрикно, затоа што депресивните луѓе знаат никогаш и да стават маска на лицето? Стиви беше интелигентна, да ни бидат премногу. препознаени. Точно, Стиви беше многу интелигентна. Не се препознаваше. Али ја ја познавав. Јас се познавав, како не. Али последните 6 месеци беше супер. Беше одлична. Али убаво кажа, од тројцата психијатри, едната кажа. Јас мислам дека Стефи треба уште 1 година да ги пие таблетките, па после да замине. А овие двете рекоа, не, ние мислиме дека Стефи е супер. Ипак беше право. Стефи успела да ги прилаже дури нив. Па да, али мене не. Прекина да пие и едноставно воопште не пиеше алкохол 6 месеци. Значи, и тоа беше 8 март, кога што излаза. Вечерта беше копна, беше многу напијана. Значи, во неј изимаше 2 кила алкохол, 2 кила вино, извинете, и пола кило коњак. Со другарчињата исто беше од музичко. Влезе во такси и више не се врати. Тоа е тоа. И не се врати, затоа не сакам да зборувам едноставно, баш тоа да го опишам. Меѓутоа ќе кажам дека тоа Стефи што го направи без алкохол, без дрога, тоа све што и се собра од претходно, вечерта беше само како
чашата кога се прелие. Така да не го очекував тоа јас од неисе. Се очекував, тоа не. Кога излегов надвор, таа лежеше на земја. Ја бев свесна, сите портали беа тука. Сите Вас ви јави никој? Она отиде по палјачи, не се врати повеќе. Значи, ја не можев ни да усетам дека такво нешто, како мајка што бев многу блиска. Ја бев срикна жена, срикна мајка. Јас не очекував дека тоа ќе ми се случи мене. Во порталите пишуваа забраната љубов. Тоа не беше точно. Во порталите не во порталите, под порталите луѓето си пишуваа што сака. Тоа не беше ништо точно. Ама баш ништо. Секако ме навредува порталите, никој не подаде рака. Јас 6 месеци не можев да излезам од дома. 6 месеци ми стига во спам пораки по 400. На погребот дојдоа луѓе кои не беа поканети. Зборуваа дека имам црвен лак на ноктите. Дали јас имам време да си го избришам мојот лак од ноктите кога детето го губиш? Не само Стефи што се соочувала со булинг во текот на незиниот живот, туку и вие сте се соочували. Многу. Детето го губиш, све губиш. Бизнисот ми падна на нула. Значи, останувам без кршен динар. Целиот капитал ми беше вложен мене. Јас спа центарот, јас салонот го држав во тој период 16 години. 25 години сум во бизнисот, отворав огромен спа центар, земав уште еден стан, кај што јас своите пари ги вложив. Требаше отварање да правам на спа центарот, јас правев погреб. Мене бизнисот ми падна на нула. Од врвот јас паднав доле. Жена која е лојална, која цел живот го посвети на семејството, мене жените ме плукаа. Истите тие жени, мене сега книгите ми ги купуваат. Никој не ми подаде рака. Никој. А не можев доле да си купам леп. Порталите пишуваа 6 месеци дневно по 20 портали. Зошто им беше толку интригантно да пишуваат? Во тој период сега имам, например, забрана. Јас не оставам да излезам во портал. Ако одобрам, тогаш. Сите беа доле портали. Значи, не знам, тоа беше... На местото на несреќата, предпоставам, сакате да кажете. Да. И дека салон Злобавина држав цело време, Стиви беше нели по телевизии и тоа одма се објави, одма се расшири. Немаше ништо лошо во порталите. Не, луѓето не ме во порталите само им објавуваа под порталите народот, видете мајката, видете како изгледа, она е расипана, она не ја сака. И после некои 7 месеци, 8 бев поканата во Канал 5 за да ја кажам вистината едноставно. Дека јас сум жена која ситуирана е, затоа што не е така како они што вреја ти прават. И јас си го сакам своето дете и која мајка не го сака своето дете. Јас децата си ги земав со себе кога се разведов. Не ги оставив. Значи, јас децата со себе ги земав. Како успеавте, Ева, Сандра, гледам дека ова ви е навистина многу тешка тема, ајде сега малце за тоа како успеавте да се издигнете. Ве вреја, ве омаловажува. Ја напишав првата книга. Си дојдовте на себе, се стабилизиравте и почнавте да пишувате. Во тоа најдовте спас, Па предпоставувам. не, уште не бев, значи пиев леко. Јас не бев депресивна, одма ќе кажам, бев тажна. Разлика е, значи депресивен и тажен човек. Бев жена од 65 кила, се поправив од лековите до 120 кила. Ја напишав оваа книга само на чекор до врвот. И овде пишува: сакав да убијам 8 луѓе, но јас не ги убив. Јас се кренав и напишав книга. Со оваа книга влиза во историјата. Оваа ми е најчитана книга после книгата Крив правец. Оваа книга... Книгата има во продажба, предпоставам дека нашите гледачи ќе се заинтересираат. Да. Оваа книга, значи све опишувам, стварно сакав да убијам 8 луѓе. Меѓутоа јас нема да сгрешев кого да убијам. Јас не сум ни психопат, јас не сум ни болна. Туку точно опишувам како ќе ги убијав и на кој начин. Све опишувам во книгата. Затоа што благодарение на Никол, они се живи. Книгата ми имаше 40 пријави. Меѓутоа јас отидов во полиција со лаптоп,
со книгата. Ја реков, нема проблем, ќе одам на суд. И он мене ми рече, господја, ја имам 2 деца. И после школото се тресаше. Јас само прашувам, зашто Стив имаше единица со лопење? Ништо повеќе. И само едно да кажам, дека кармата е кучка. За сите, после оваа емисија, што доле ќе ми искоментираат. Мајки, права мајка не плюка. Булингот се враќа. На сите им се врати. Короната косаше. Се што праве, се им тропна на врата. За секоја нивна реченица, нека запомнат. За секој изговорено под оваа емисија, нека запамтат што ги чека и што пишуваат. Кармата е кучка, како бумеранг се враќа. Не застанавте кај книгата, продолживте да пишувате, имате уште 3 други книги. За оваа книга влезе во историјата во универзитетска библиотека. Да, по многу тежок период ја напишав книгата и се ставив на хартија, буквално, целиот живот. Ви олесна ли? Па многу. Тогаш кога све ставивте Многу. на хартија? Јас имав, искрено да ви кажам, промоцијата вложив многу пари, цела свадба, не знам, 3-4 евра. И имав поканато само 30 луѓе, доаѓаа од сите градови, имав кетеринг огромен, само за нас 30 луѓе. А дојдоа 200 луѓе од сите градови со автобуси доаѓаа, ја купуваа и се заминуваа. Ја не знам кои се тие луѓе. И јас добив една, дека после година дена издадов книгата. И добив една некој адреналин убав, видов дека уствари па луѓето не се толку лоши уствари. Да, има и лоши, меѓутоа во помал број. Да. Едноставно, јас сум голема емпата, но знам да бидам и многу лоша и безобразна. Значи, Фейсбукот, колку е лош, толку е добар. Судот не ни функционира. Ништо не ни функционира, али Фейсбукот одлично функционира. Така да јас, за секоја една што ќе ми напишеше лошо, ја ја постирав. И денеска немам ни една порака повеќе. Сама се изборив за сето тоа. После стигна патот до вистината и оваа во тежок период, ова е продолжување на втората книга, а веќе оваа среќа, патот на среќата, и јас сум учител и зверот на мојот живот, ова е пишував во подоб. Срекна бев кога ова го пишував, мислам, срекна, така. А последната книга, мојот нов живот во 6-та димензија, и се родив како лидер, живеам како лидер и ќе умрам како лидер. Сега 5-та, јас сум газда на својот живот. Затоа што делуваат ли малку мотивацијски овие книги кај другите жени? Да, сите Знаат ли да ви искоментираат дека земаат пример од вас, колку ви било тешко, Да, сте изгубиле да. нешто најмило во животот, а сте успеале да се Јас издигнете? така, лошото го успеав да го притворам во добро, што е многу тешко. Мене ми беше психијатар Анте Поповски, ми рече од милиарда жени една излегува од сето тоа. Јас лошото успеав да го притворам во добро. Јас вчера ќе кажам, бев на вечниот дом кај Стефи, јас чистав и си реков себе, дебр сине, место собата ти ја чистам, јас гробот го чистам. Значи, бев и кај татко ми, нели, кај чичко ми, после тоа в билјард да играм. Значи, јас си пуштив музика и отидов в билјард да играм. Едноставно, научив да живеам со тоа. Јас живеев и во болка и во немир. Многу е потешка во болката се живее. Него во немирот, тие копни со Стефи што ги имав, борбата со депресијата е страшна на секоја мајка. Ја и пожелувам среќа. Гледајте си ја својата работа. Никад не се мишајте во туѓиот живот. Секогаш да се гледа секој за себе. Не се знае кога детето ќе има проблем со детето. И така да, од една мајка што пишува книги, јас станав читам писател. И да, и сите овие откочани повеќето мајки ми се јавија. Реков, беспари ви се книгите, беспари имате базени, онака, знаеш, од душата. И Ви замеруваа ли, еве, кажувате дека сте играле билјард.
Кога тоа Сега ќе го не. објавите Сега не. на социјалните мрежи, знаат ли да ви замерат, па Сега како не. мајка си ти детето си го Сега не, сега имам стравопочит. Јас сум емотивна, ама има црвопочит, не смете, сум состојба да земам и да натепам некој. Значи за Стефи не сме збор се да ми кажа. случувало ли така? Порано, во минатото. Па да ја фатам за гуша. Да. И ден денес, ама не смеат сега, они имаат црвопочит. Ја направив црвопочит, затоа кажувам на сите жени. Мора да се знаат, јас никого не го закачам, за никого не озборувам. Значи, едноставно, во мојот живот, јас имам една другарка, една ќерка, значи, мајка ми, брат ми и децата, и еден партнер. Јас немам и мојата работа. Јас немам, другото сви се клиенти што доаѓаат, си удат, значи, со бизнисот. А моите пријатели, а кога Стефи тоа се случи, пошто излегував ностоп по порталите, сите заминаа од мене. Зошто? Ги прашавте ли никогаш? Затоа што не ми дојдоа ни на погреб. А имаше жени на погреб, мајки со 3 деца ги влечеа децата на погребот. Јас Стефи ја нашминкав на погребот. Значи, без ниеден ден за пам дојдов, без ниедно апче, си го нашминкав своето дете, сакав ковчегот да биде отворен и луѓето да видат дека она убава и дека тоа не се случило. Едноставно вие сте како гостин таму. Вие усвари кога доаѓате дома, свикате да сварив кафе и како да сте биле на гости кај некој друг, а не на погреб. И усвари кога ги отвори Фејсбукот, кога ги видов порталите, усвари тогаш вие сваќате дека ја завршував ностоп во државна. Ностоп на инфузија. На цел глас се дерев кој ќе прочитав за Стефи, за мене, за Стефи поготово, за мене не беше гајле. Тогаш усвари свесна си дека штетето. Не ми дадо едноставна подршка. Срам да им. И многу ми бараа после прочка. Истите тие, ја реков, јас не можам да ви простам. Ако Господ ви прости, јас извинете не простувам. Како се справи со ситуацијата вашата друга ќерка Никол со загубата на Многу е нејзината јака, сестра? она како мене, јака личност многу. Работи кај татко и у винарија, тука тоа не е едно дете наше, единствено, немам јас други деца, ни тој нема други деца. Ние двајцата се бориме за незе, убаво е, си имам момче кој доста време се заедно и ќе си останат заедно, така ете срекна сум со нив двајцата. Така одат работите. Јас се вратив, ставив стоп на лековите. Ми рече психијатарот, като го продолжиш со лековите, никогаш нема да стигнеш килажата. Ги исфрив лековите, се ставив у теретана, симнав 50 килограми. Сега кога го кажувате звучи лесно, меѓутоа не е лесно. Нити да се Не прекинат направив ни лековите. една пластична операција. Како успеавте? Не за пластичната операција, туку за лековите прашувам. Па да, не направив, не го кратев желудникот, сакам да кажам. Лековите се многу, ја пиев флорсилан, тој е огромен седатив и ги пиев како бомбони по 9. 9 по 9, 81 гликоза имаат. Диазепамот има 2 гликоза. Рачунете на секој 2 сати јас јадев. Многу тешко е. Јас сега не знам да објаснам како е кокаин да се нашмркам. Јас не пушам ни цигари, немам пороци, меѓутоа знам како е лорсиланот. Нешто убаво на душата ти доаѓа кога се напиеш од лорсиланот. Тоа чувство уште го памтам. Меѓутоа јас бев 3 сабајле, 3 поручек, 3 навч, рамна линија. Сите книги ги напишав така. И насмејана, и ќе се сликам. 2 сати ми се добри во денот, па ќе се сликам, ќе си ставам Фејсбук, па жените плюкаат, ќе викаат види неа сака ќерка и не ја жали, не знам, не сум носела црно, ја ги носев прчињата на Стефи шарени. Јас ја сакам, мојата боја е црна, ја обожавам црната боја, ја Ама од љубов према Стефи ги носам прчињата, да, она шарено носеше, значи кој ќе викам лела мајка како си обличена, кој ќе кажам, знаеш, аман па ти па све гледаш тоа, знаеш, црно, зелено, темно. И така, значи, она беше уметник. И не беше, тешко беше за килажата. Со тренер вежбав, значи, ми фалат уште некои 7-8 кила да се вратам. И многу жени сега ми прашуваат како, што. И јас, да ви кажам, платените работи, не ми е тешко на жените да им ги споделам. Ја, како викам, каде биографциција? Не.
Да се навратиме малку на училиштето. Кога се случи трагедијата, имаше ли никаква реакција од таму? Се почувствуваа ли виновни? И дека се причинители за една ваква трагедија, за загуба на еден млад човечки живот? Булинг голем им направив. Булинг голем и Не им дадовте мир. не, ни до ден денеска. Пред некој ден беше госпожата објавена после долги години на портал еден, јас снимив рилс, мојот рилс имаше 20.000 гледаност, каде што реков, ако штенаш каде адеш, викам, у портал да ми се лигавиш, значи, ќе ти правам вака секој ден, викам, булинг, не ми се лигави, туку дојди со мене, кога се случи со девојчето пред неколку години, го имаше на телевизија, сите ги кажа. Се што јас ова го зборувам, таа го потврди, па ме споија фактички дека јас уствари вистината ја зборувам. Јас ги викав сите да дојдат, они 10, јас седна во телевизија, но они не беа чисти. Во дневникот пишува единица. Ете го вокалот. Пишете на YouTube Стефани Брзанова и видете дали моето дете заслужува за единица. Толку. Булинг ги правам до ден денеска. Они не се мирни, а кармата е кучка. Они, значи, јас веќе не пијам лекови. Они пијат. Јас имам таму има професори кои се прекрасни. Таму не се сите лоши професори. За булингот, така ја почнавме емисијата и така никако ќе ја привршиме, дека не е нешто за кое што треба да замижиме, не е нешто што треба да го занемариме, го зборуваме цела емисија. Покрај тоа што и се случи на Стефи неудамна пред неколку години, за жал имаше уште еден трагичен 10 години, да. Трагичен случај во кој што млад матурант од гимназијата Корчагин исто така си го зеде животот, за тоа пишува и порталите и телевизиите, кој што сите имаме таква етика да не објавуваме за самоубиства, меѓутоа кога се работи за млад човечки живот, тоа не може да помине незабележано. Имате ли некоја порака до наставниците? Како да бележат што се случува во училниците, да забележат дали некој дете страда, затоа што тоа е нивниот втор дом. Класното на Стефи се плашеше. Она беше на страната на професорите, она си гледаше работното место, ја да сум, па има да дрма школото, бре. Како во Борис, бре. Директорот дрма, ако ќе влезам има страф и треба да имаат од мене, бе, со став ќе бидам, бре. Како сум се нафатила директор да бидам во школото, со став има да се триси. Како немам? Ко прво, немаме ние емисии. Значи, во Белград има емисии. Мора да дојде во емисија. Ќе дојде да се соочи со мене. Ќе дојдат они 10, ја една. Они не можат. Како ќе се соочат со мене? Не се чисти, прљави се сите. Јас у очи вака гледам и зборувам. Не се и порака имам. Значи, све треба да се објавува. Неколку деца се самоубија од музичкото училиште. А да ви кажам колку се со антидепресиви? Еден куп. Сите што излегуваат тамо се со антидепресиви. И јас вака викам, во тоа училиште не треба да учи никој. Не треба, секогаш го опоминувам. Ги опоминувам сите. Немојте да ги правите работите јас, значи, гледајте од мене учите. Немојте да ви биде мирен животот. Сега кога ќе се навратите наназад, би направиле ли нешто поразлично? Да. Мислите ли дека барем во некој момент дали се прашувате како мајка, дали јас нешто сгрешив, дали требаше јас поинаку да постапам за Стефи? Јас мирно спијам заради тоа што се борев крвнички за Стефи. И тука имам некој мир барем. До последно. Али требаше одма уште од прво деление, одма да ја преместам во другото училиште. Само тука се окривуват. Тука и во музичко да не учи. Да учили у Јосип Брос или во Борис. Така. Значи, тоа, мислам дека тука ќе успеевме. Така само, али не може. Тоа е едноставно, Стефи имаше некоја таква... Не се бега од судбината. Не се бега. Јас, уште порано кога беше жива Стефани, натална карта ми кажуваше драгче, ми рече Александра, водолија си во хороскоп, лав, опознак, месечина, шкорпија, многу јаки знаци. Али си родена во на Исус Христос солзата. Таа декада. Вика, тага гледам, тага. Така. Верувам дека може би малку ги вознемиривме нашите гледачи, меѓутоа нека биде ова позитивно вознемирување. Да се запрашаат дали
се добри родители, не само во однос на тоа дали нивното дете доживува булинг, туку дали нивното дете е дете кое што малтретира. Дали тогаш, кога, еве, кажувате, Стефи во прво деление, во второ, меѓутоа и понатака, дали разговаравте со тие родители? Од една страна, вие кои што имате дете кое што трпи Не, они сте булинг, управа. а од друга страна, родители чии што деца прават Мајките ми булинг. пишуваат еден куп. Не, тие се секат управа родители. Тие се по 50 години, 60, работат на некои функции. Вие сте млади многу, знаеш, не можете ништо. Децата нивни се секогаш управа. И дури наставничките не може затоа што тие се на функција, си го чува работното место. Сека твоето дете е криво. Колку да е мирно, фино, не. Јас и со други мајки што ми пишуваат. Јас вака им давам совет. Земај го детето и премести го во друго училиште, не во друг клас, во друго училиште. Значи, веднаш, веќе во музичко не можеше да ја преместувам, стручни предмети се. Готово, прва година, второ, готово го јаде она, нема веќе бегање од школата. Веќе све се стручни предмети, мора да преполага она. А јас ги молев да заврши Стефи во мај месец, јуни. Нели? И 4-та година Стефи убитола ванредно. Неќе. Не успеавте. За жал, таква била тогаш ситуацијата. Велите дека Стига се да. можеше да се сте направиле. Стига да е. Ке гори школата, министерство ке гори. Сега да е. Али сега јас имам 49 години. Тогаш бев многу млада, плюс татко ми беше болен. Многу работи не се наредија коцките. Знаете кога не се редат коцките? А на крај жртвата била Стефи. Да, жртвата беше Стефи. А Стефи беше една топла особа. Не знам, ми фали, ние бевме многу блиски. Ние бевме мала разлика, 18 години. Без тоа утринско кафе, ја не можев денот да го замислам без Стефи. И никако... Дали тоа ви беше најтешкото кога ја немаше пута? Па првите 6 месеци не сте свесни. Правите битка, борба, портали, луѓе, не можеш да излезеш од лавиринтот, се бориш, докажуваш вистина, вака било, така било, нака било, отпосле е сето тоа. А луѓето те анализираат, ноктите биле лакирани, не знам, не сум била кој што треба на погребот, не знам, значи, не можам да ги сватам тие мајки, не до ден денеска. Јас мајка да судам, тоа нема шанси. Нема шанси. И таа што ги остава децата, ги остава со причина. Така. Александра, тука некаде привршуваме. Не знам дали опфативме се, јас мислам дека бевме многу темелни. Го раскажавме животот на Стефи, раскажавме со што се соочувало едно младо девојче, со какво малтретирање и од соученици и од наставници, и на крај дури еве самата кажувате не сте помислиле никогаш дека ќе резултира така како што се случило, трагично, со одземање на живот. Се надевам дека вакви веќе приказни нема да раскажуваме. Се надевам дека ова нема да се повторува и токму затоа ја правиме оваа емисија, да ја покренеме малце свеста и кај родителите, и кај соучениците, да бидат сите свесни дека не е тоа само еден обичен лош збор, не е само една навреда, не е едно обично скубење за коса, дека има многу позади тоа кое што остава трага за цел живот. Да, некои родители немаат финансии децата да ги прифрлат, да речеме, од едно школо далеку е другото школо. И тука има проблеми, кај што ми пишуваат мене. Ја викам, преместете го, но викам, а јас, знаете, моето дете е далеку е, школото е далеку. Викам, мое и колку да е далеку да се премести детето. И повеќе да се зборува за сето ова, затоа што сите кријат, сите се срама да кажат. Јас кога ќе кажам, може ли да го објавам ова, зашто вашето дете е малтретирано, и морам без име и презиме го вадам, затоа што таа мајка се плаши. А превикам, оди таму и искрши све. По мене ја би искршила све. Значи, јас така сега би реагирала. Не може да кјутите. Кој вика дека кјутењето е злато? Не е во денешно време кјутењето злато. Само се борите. Борба нема за детето. Затоа им велам на сите да се борат за децата, да ги преместат во другите училишта и повеќе се збори на овие теми. А не све се заташкува, се скришно, све страф ми е. Како страф е? Дојди соочи се у телевизија, зашо пустат телевизиите, зашто Београд има, какви емисии има?
Затоа што има храбри луѓе кои што сакаат да излезат и да Кај нас раскажат. нема сето, кај нас заташкано, сето. Они се јаки сите по портали. Сабале ке станат и плюк, например, речеме, еве, станат со првото утринско кафе, ке станат и они плюкаат. Некој да речеме, еве, некоја водителка се мажи, свадба прави. Па тоа јас кога ќе го видам, мене ми е убаво, секам, моето дете, вака ќе направам така. Они одоздола плукаат, вреѓаат. Не знам, некој пеач пеел, го плюкаат, го вреѓаат. Сам кога ќе почини некој, сите се они со кршчиња тажни. Тоа не е убаво. Така. Или кога ништо не ти се допаѓа, одбегни го, или некој позитивен коментар остави. Затоа што овој горе е голем. Како бумеранг се враќа за секоја изговорена реченица. Се согласувам. И уште на крај пред да ти се заблагодарам и еве една последна реченица од мене. Навистина родителството бара голема жртва, многу откажување. Потрудете се вашето дете никогаш да не биде жртва на булинг, меѓутоа потрудете се и вашето дете да не биде оној кој што малтретира други деца. Ова би било се за вечерашната наша емисија Биткаст. Ви благодарам, Александра, за издвоеното време. Благодарам и на вас. Останете и понатаму со програмата на Канал 5.